Влезот на Катлановска бања и денес остана затворен за новинарите, но на што екипата на 1 ТВ успеа да го дознае од терен е дека всушност инспекторите на 14 минатиот месец при вонредната контрола од анонимна дојава тука начекала 2 српски и 1 руски доктор. Вработени тука тврдат дека докторите уствари не ординирала, туку само давала консултации на родители на деца со специфични искривувања кои потоа требало да ги носат на лекување во странство. Дознаваме и дека докторите биле тука на 2 пати во минатиот месец, давале совети на родители на деца со специфични искривувања кои требало да одат на хируршки зафат токму во српската болница, која пак соработувала со таа во Русија. Керот на Катлановска бања од овој ангажман би бил тоа што по операцијата лицата би требало да се враќаат кај нив на физикална терапија и третмани. А Русија кажеше пак на ортопедот? Не знам, стварно не знам, јас сум медицински. Значи тие биле од српска болница која специфични операции за некакви искривувања потrebно кај децата, така? Само консултации, значи не мислам дека не ми вршеа прегледи, тоа што само консултации, само разговор. И нашата грешка е што не сме... Значи, вие мислите дека затаила ваша правна служба единствено што требало да поварате е само да пријавите во лекарска комора, а ако ќе пријавите треба да добиете лиценца за работа, дозвола да вршат консултации. Има ли родители заинтересирани што доаѓале на консултациите? Како дознаат дека тука има доктори, странци кои вршат консултации? Како се дозна Не како дозна инспекторатот, туку како дозна луѓето дека имате ангажирано странски доктори кои вршат консултациите? Да доаѓаат на преглед. Мислам дека они се контактираат со друштво, мислам дека се имаат мрежа. Нашите извори велат дека и другите бањи, освен една, немаат дозвола од Министерството за здравство за вршење на здравствена дејност, бидејќи како правни наследници на старата бања, никој не им барал дозвола за ординацијата. Денеска ги баравме и двајцата собственици кои го поседуваат управувачкиот пакет, но не добивме одговори. Најавија дека од Катлановска бања ќе излезат со официјално соопштение за јавност. Граѓаните кои редовно си одат на терапија во бањата велат дека до завршувањето на третманот се тука, за понатаму не знаат каде. Па сопругата, бабата на Малиов, беше скрши ногата и мат на третман. Довоѓаме за да кажеме само бања. Па терапија комплет иде со бања, со све и сме задоволни многу. А нови пациенти дали видовте дека Не видов нови пациенти дали примат. Не видов. Зашто гледам немаше гужва на шалтерот. Велат дека странски доктори во ординација не видела. Дали видовте странски доктори, пример, да бидат во ординација? Не можам ништо да кажам затоа што не сум имал контакти со ништо. Не, наш доктор беше. Па се странски доктори не. Министерот за здравство Венко Филипче денеска најави контроли во сите бањи. Веројатно станува за еден процес кој што ние го наследивме, тие имаат еден континуитет во работењето од моментот кога настанал тој процес на приватизација пред десетина години. Тоа е сега забележено од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Издадена е забрана за вршење на таа дејност и се официјалните лица од бањата упатени во службите на Министерството да тоа по регуларен пат го завршат во смисла на регистрација согласно нашите критериуми за регистрација на медицинска установа. Тој информира дека по наодот на инспекторатот закажан е состанок со Фондот за здравство на кој ќе се решава овој проблем. Инаку затворањето на ординацијата следува откако Државниот санитарен и здравствен инспекторат вчера откри дека Катлановски бањи на диво лекувале пациенти на терет на Фондот за здравство. Затекнали 3 доктори странци, анестезиолог, дефектолог и ортопед, кои немале лиценци за работа. По забраната за вршење на здравствена дејност, пациентите кои се затекнати таму остануваат до завршување на терапијата, а нови пациенти не се примаат.